Како успеваш толку мирно да ти е малого? Оние седат на училище. И на плюс 40 и на минус 10. Децата злоупотребувани за питањење, научени се да работат 24 часа, 7 дена во неделата. Се наоѓаме на една од најфреквентните раскрсници во Скопје. Раскрсницата каде што се спојува Јадранска магистрала со булевар Словенија. На ова место секојдневно може да се забележат деца кои што се злоупотребуваат за питањење. И денеска, кога надвор времето е врнежливо и речиси цел ден врне, нашата камера повторно ги забележа децата питачи. Нивниот живот е во опасност, не само поради лошите временски услови во кои работат, туку и небезбедноста на самото место. Често претрчуваат пред автомобилите, трчајки од еден до друг возач, со рачињата испружени кон прозорците. Другите заспани во раците на возрастните сонуваат за подобар живот. Не плачат, не бараат за јадење. Ако им дадеш, ке јадат. Ако не, не ни бараат. Ми објасни една жена, може би мајка, кога ја прашав дека ја гледам секој ден и никогаш не сум го видела бебето да плаче. Со желба да им помогнеме на овие деца, кои секојдневно ги среќаваме на истото место. Испративме мејл со апел до Министерството за труд и социјална политика со точна адреса. Ветеа дека ќе испратат екипа, но се чини дека на Министерството не им се важни ниту децата на улица, бидејќи од екипата нема ни трага ни глас. Децата злоупотребувани за питањење се уште се секој ден на истото место. Меѓутоа, не се само таму. Најмногу деца на улица се регистрирани на територијата на град Скопје. Вкупниот број на ново евидентирани деца на улица изнесува 90, а работат со стари случаи 78 деца. Опомени се издадени за 22 родители, сместени во мал групен дом се 4 деца, згрижани во дневен центар за деца во ризик и деца на улица се 60 деца. Во Македонија според Сдруженијето Градиме иднина има 18.000 деца на улица, а само во Скопје за питањење се злоупотребуваат околу 250 деца.